Дипломатската офанзива на македонската влада кон Брисел дава резултати. По денови блокади на товарните премини сообраќајот се нормализира, а премиерот Мицкоски најави дека државата е на чекор до изнаоѓање на трајно решение за проблемите на транспортерите. Заедно со вице-премиерот Николовски изминатиот период правеа напори за изнаоѓање на решение за проблемот кој беше наследен од претходните влади, а преку средби со високи челници на Европската комисија и земјите од регионот бил направен заеднички притисок кон Европската унија. Овој проблем со транспортерите е еден од новите наследени проблеми од порано. Важно е дека имавме дипломатска офанзива здружена со земјите од регионот. Важно е дека е препознаен проблемот. Важно е дека има неколку можни решенија и очекувам да се катализира решение со кое што ќе се надмине овој проблем, но тука не застануваат проблемите, следно е квотите за челикот. Во меѓувреме транспортерите очекуваат трајно решение и велат дека надежта ја полагаат во ресорните министерства и во состанокот со Европската комисија закажан за вторник на 3 февруари. Домашните превозници информираат дека за време на блокадите биле заглавени стотици камиони што предизвика застој во испораката на суровини, храна и индустријски производи. Очекуваме од Европската унија во прво време да не се бројат деновите на нашите членови, а до април и трајно да се реши проблемот. Најавена е средба на министрите од сите држави кои учествуваа на протестот за вторник и од таа средба зависат многу работи. Македонија и Црна Гора веќе ги прекинаа блокадите на граничните премини, додека превозниците од Србија и Босна и Херцеговина најавуваат дека ќе продолжат со протестите се додека не добијат конкретни гаранции од Брисел. Во меѓувреме Европската комисија најави нова визна стратегија со пофлексибилни правила за прекуграничните работници, а професионалните возачи ќе бидат третирани како посебна категорија.